На битолската културна сцена изминатава година се случија многу и шаренолики настани за сечи вкус. Ансамблот на Битолскиот народен театар премиерно одигра неколку премиерни представи, како представата Среќен крај, Последната ноќ, Елка Иванови, Божествена комедија, Тајното оружје, Ана Каренина, Мејдин Маседонија, Метаморфози, додека пак представата Без паника ја имаше 50-та изведба. Беа реализирани неколку гостувања надвор во Русија, Израел, Црна Гора и секако тука е и третото издание на Битола Шекспир фестивалот. 15-та година Народниот театар Битола на своите сцени изигра 193 театарски представи, со што неофицијално сме лидери во државата на број на изиграни представи и направивме 9 нови премиери, со што исто така сме лидери во државата. Сите 9 премиери се продукција на Народен театар Битола, значи не зборувам за никакви копродукции и така натаму. Сите тие 9 премиери беа во продукција на Народниот театар Битола. Со тоа што со овој број ја исполнивме не само зададената задача на националната програма за 5 изведени премиери, значи ние направивме плюс 4, што ќе рече скоро 100% го зголемивме тој број, вака малку статистички да кажам. 2015 година Националната установа Центар за култура од Битола исто така реализира бројни настани, концерти и изложби. По 17 пат оваа пролет се одржа фестивалот на Монодрама, каде што беа изиграни десетина представи од Македонија и странство. Во екот на летниот период се одржа јубилејното 45-то издание на Републичкиот фестивал на народни песни и игри и Линденски денови, каде настапија фолклорни групи исто од Македонија и странство. Есенва на сцената на Центарот за култура настапи светски познатата пејачка Наташа Атлас и Керим Ѓорчев на 7-миот поред фестивал Музика од светот. И да не го заборавиме еден од најпознатите фестивали кај нас, 36-тото издание на интернационалниот фестивал Браќа Манаки. Оно што беше актуелно изминатиот период беше 100.000-тиот посетител на 3D киното во Битола. За мене и за тимот е еден навистина драг проект кој што се надеваме дека многу години натаму ќе трае како дел од понудата на Центарот за култура во Битола. И затоа сакавме посебно да го одбележиме настанот со 100.000-тиот посетител, на кој што ќе му дадеме една награда инспирирана од оние најубави бајки од типот на Дизнеевите или Вили Вонка и фабриката за чоколада, и наградата буквално да биде награда на која што вистинските филмофили ќе се радуваат, односно се додека постои ова 3D кино, да може бесплатно да ги посетува проекциите на сите филмови кои што ќе бидат дел од програмата, ги има доста. Националната установа Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски ги промовира двата нови проекти во рамките на одбележувањето на патрониот празник. За лицата со оштетен слух и говор достапно е DVD издание со раскази проследени со толкување со знаковен јазик. Секој има право да го разберат. Се изврши техничко опремување на просторот за музикали, а ова катче треба да влијае на развојот на интересот за музика, особено кај младата популација. Ми представува особена чест и задоволство што имам можност да ви представам двата најнови проекти кои нашата установа ја ставаат во рангот на современи и светски библиотеки. Проектот секој има право да го разберат, промоција на DVD со раскази проследени со толкување со знаковен јазик, и проектот техничко опременување на просторот за музикали. Во целава оваа палета на настани од културата мора да се спомене и најдолгото битолско културно лето, 10-тото издание на Битфест 2015, каде настапија уметници од сите категории. По успешната 2015, да се надеваме дека 2016 година ќе биде уште поуспешна.